Прв утрински гостина, знаете дека секој петок првите гостини доаѓаат токму од Аџибадем Систина. Ова утро со нас е Владко Илиевски, физиотерапевт, долгогодишен, искусен во Систина, со кој што ќе проговориме еве на почеток. Ајде да ни ја представиш, Владко, твојата позиција таму, што всушност представува хоспитален физиотерапевт и што се подразбира твојата улога? Добро утро, ви благодарам на поканата. Физиотерапевтот има витална улога во здравствениот систем на секаде низ светот. Ние најдуваме широка примена во сите здравствени полиња и нашата улога како хоспитални физиотерапевти се пронаоѓаме во работата со пациентите кои што се веќе хоспитализирани и кои што веќе лежат во болницата. Кај нас во клиничка болница Аџибадем Систина имаме амбулантски и хоспитални физиотерапевти. Амбулантските физиотерапевти работат со пациенти кои што се дојдени од надвор, outpatient, со најразлични проблематики, како дегенеративни проблеми, скелетно-мускулни проблеми, потоа некои повреди, фрактури, фисури, скршеници, повреди на меките ткива, додека ние, хоспитални терапевти, работиме со сите пациенти кои што се хоспитализирани. Без разлика дали се тоа конзервативно третирани пациенти кои се хоспитализирани на одделите за пулмологија, неврологија, потоа кардиологија, педиатрија и некои други конзервативни оддели, и пациентите кои што се оперативно третирани во одделите за неврохирургија, кардиохирургија, ортопедија, травматологија, абдоминална хирургија, урологија, тораковаскуларна хирургија, ние сите овие пациенти работиме со нив. Нашата улога тука имаме на секој оддел применуваме најразлични техники. Да кажеме, на одделот за кардиохирургија применуваме респираторни техники за нивно побрзо опаравување. На одделот за ортопедија применуваме ортопедски техники за кинезитерапија, мануелни техники, за што побрзо да ги вратиме овие пациенти во нормален живот. Одлично. Видејќи темата денеска ни е раната рехабилитација после поставена ендопротеза на колка, еве вака да ја разјасниме токму ова терминологија, што всушност значи кога и зошто се поставува ендопротеза на колка? Значи, кога и зошто се поставува? Пациентот, кога ќе осети некои болки во зглобот на колкот, кога ќе осети неможност за движење на таа нога, дури и ако нема скршеница претходна на колкот? Дури и ако нема скршеница, апсолутно, тогаш пациентот треба да се обрати кај доктор ортопед, да оди на преглед кај него, да направи убав преглед и исследување, со што докторот ортопед ќе одлучи дали после неговото тестирање и прегледот треба да се направи рентген исследување на тој пациент. За да заедно со тоа рентген исследување докторот добие една целокупна слика на зглобот и да одлучи како ќе се третира овој пациент. Не секогаш тие пациенти кои што имаат проблем со зглобовите на колкот се третираат оперативно. Тие можат да бидат третирани конзервативно, преку давање на медикаментозна терапија и преку третирање со амбулантска физикална терапија, доколку нормално нема преголемо оштетување на колкот. Доколку докторот, ортопедот, увиди дека ова оштетување на колкот е доста големо и дека треба да се направи замена, односно ендопротезизација на колкот, тогаш пациентот веднаш се упатува за некој одреден период да оди кон замена на неговиот зглоб. Кога и зошто се поставува протеза на колка? Значи имаме неколку причини за поставување на протеза на колкот. Една од најголемите причини е дегенеративниот процес, односно артрозата. Значи, тоа е брзо старење на коската. Тоа не е брзо старење на коската, тоа не е народски кажано разјадување на коската, каде што се намалува раскавицата која што е меѓу коската. Значи, меѓузглобниот простор исто така се намалува и доаѓа до триење на меѓу двете коски. Тоа за пациентите е многу болно и тие едноставно не можат да се придвижат низ дома. И тоа е една причина. Како втора причина, доаѓа некрозата. Тоа представува недоволно крвоснабдување во зглобот на колкот и условно зглобот се суши и мора да се стави нов зглоб, односно да се направи протетизација на зглобот. Како трета причина, и не толку ретка, ни се скршениците, значи падови од височина, сообраќајни несреќи, многу често доаѓа до физички травми доаѓа до ендопротетизација. Доколку докторот одлучи
при овие повреди на главата и вратот на колкот, дека не е можно се стави некој остеосинтетски материјал, како што се штрафови и плочка, тогаш повторно оди со замена на колкот преку поставување на ендопротеза. И како четврта причина ние дисплазијата кај мали дечиња, која што се јавува кај во детска возраст, може да биде фактор за понатамошната фаза од животот да му се случи и нив да мора да го заменат зглобот на колкот. Да. Како ние како пациенти, а сите сме ние пациенти порано или подоцна за било која проблематика, можеме да дознаеме во каква состојба е нашата коска, дали почнал некој дегенеративен процес и дали може би оние превентивни испитувања што се прават со денситометрија можат да ни кажат некаква слика во каква состојба е нашата коска. Дефинитивно, значи можеме да направиме превентивен преглед и убаво е после 45-та, 50-та година сите луѓе да отидат на ортопед да направат превентивен преглед, да направат DEXA скен, тоа е скенирање на коските, да видат докаде се нивните коски, докаде е густината на коските и да му каже ортопедот што и понатаму да прават. Исто така, убаво е да се консултираат со физијатар и физиотерапевт, кои што ќе му објаснат на пациентот дека мора да се работат вежби со мускулатурата, бидејќи ние за да превенираме нешто, оштетување на зглобот, мора да имаме јака мускулатура. Колку појака мускулатура, толку поголема трајност на зглобовите. Така. Како изгледа целата рехабилитација и која е целта на сето тоа? Целта на рехабилитацијата ние започнуваме со најбитен дел од рехабилитацијата ни се кинезитерапевските процедури, тоест вежбањето. Активно подпомагнатите вежби, статичките вежби и тие ни се потребни за да ги зајакниме мускулатурата, тоа што го кажавме пред малку. Потоа, друга цел ни е да ја намалиме, да го намалиме отокот и да ја подобриме циркулацијата на ногата. Тоа го правиме нормално преку мануелни техники, масажа и лимфна дренажа. Потоа, треба да го зголемиме обемот на движење на зглобот. Овие пациенти имаат намален обем на движење на зглобот, па така повторно преку мануелни техники и вежбање треба да го подобриме обемот на движење на зглобовите, за се со цел што подобро и побрзо и поквалитетно да го вратиме пациентот во еден нормален начин на живење кој што го имал пред тоа, па дури и подобро од тоа. Што треба да направат пациентите на кои им е диагностицирана артроза пред да се направи операција? Имаме пациенти кои што можат да, оние што имаат диагностицирана артроза и треба да се направи операција, докторот му закажува операција, да речеме, после 2-3 недели или 1 месец, и тие имаат еден период каде што можат да направат една предоперативна рехабилитација. Тоа се прави во нашата установа, во нашиот клинички центар Аџибадем Систина и со цел поспремни да ја дочекаат операцијата. Во таа предоперативна рехабилитација се работат разни кинезитерапевски процедури за зајакнување на мускулатурата, се работат електропроцедури, електростимулации, исто така за зајакнување на мускулатурата. Едноставно пациентите кога ќе дознаат дека треба да го заменат зглобот на колкот, не треба само да седнат дома и да го чекаат денот кога ќе дојде операцијата, туку треба секој дневно да вежбаат, се со цел што полесно да ја поминат постоперативната фаза на рехабилитација. Така. И после операцијата, после колку време започнува рехабилитацијата? После операцијата, рехабилитацијата започнува веднаш постоперативно. Работата на ортопедите во операциона сала е неколку часа, ја завршуваат операцијата и после започнува нашата работа како хоспитални физиотерапевти. Ние го пречекуваме пациентот во клиничката соба и веднаш мора да му ја позиционираме ногата. Ногата мора да биде во неутрална ротација, во блага абдукција, благо раширена и во екстензија, бидејќи тоа е најпријатна позиција за овие пациенти. Во првите 24 часа се започнува со кинезитерапевски процедури, со вежби статички, активно подпомогнати вежби, потоа се прават мануелни техники за масажа и лимфна дренажа, се прават криотерапија за намалување на отокот и веднаш се оди со брза мобилизација. Што значи тоа? Пациентите постоперативно немаат потреба да лежат после поставена ендопротеза на колко. Веднаш, наредниот ден, ние ги стануваме, ги мобилизираме со помош на ортопедски помагала, дубак, односно патерици.
со тоа што тие му објаснуваме на пациентите дека треба да растеретуваат на оперираната нога, се со цел што пократко да се задржат во болница, да одат во домашни услови и за да можат дома да функционираат барем за основните физиолошки потреби. И за неколку денови веќе овие пациенти ги учиме да одат да заодуваат, дури и качуваат и скали и симнуваат скали. Така, се е до волјата и се е индивидуално, претпоставувам. Владко, постои ли старосна граница за поставување на ендопротеза? Старосна граница за поставување на ендопротеза, јас работам веќе 15 години во клиничка болница Аџибадем Систина. Кога започнав да работам таму, генерално пациентите ни беа над 60 годишна возраст, 65-70. Може би најмладиот пациент во тој период ни беше некаде на 40 годишна возраст, за да после овие 10 до 15 години најмладиот пациент ни биде под 30 годишна возраст, што е по мене одраз на можеби лошиот начин на живот, премногу седечкиот начин на живот, многу мала физичка активност, лоша исхрана, гојазност. Една препорака до сите да вежбаат, да внимаваат на исхрана, за да ги одржуваат својата мускулатура, за да имаат што подолготрајни зглобови. Така, одлично. Што правите, Владко, во случај кога пациентот не сака или не умее да соработува и кој се е вклучен во тимот? Во тимот кај нас се вклучени стартуваме со ортопедот. Тој е човекот што го прима пациентот, потоа физиотерапевтот во предоперативна фаза, во рана рехабилитација, средна и касна фаза, потоа медицинските сестри кои што се 24 часа покрај пациентот, анестезиологот, анестетичарот, ова е еден мултидисциплинарен пристап на разни доктори, стручњаци, медицински лица, за да имаме целокупна опаравување. Инструментарките, сите асистенти што се во операциона сала, како и немедицинскиот персонал составен од болничари, хигиеничари, без кои не се може, кои што исто така се многу битни во целокупно функционирање на нашиот здравствен систем. Јас претпоставувам дека сите овие совети и тоа како добро им дојдоа на нашите гледачи и верувам дека се пронајдоа во нешто од сето ова, бидејќи сите ние 50 плюс кои што сме имаме проблеми, можеби не секогаш ги прифаќаме или ги препознаваме сигналите, но на почетокот на нашиот разговор Владко кажа дека доколку имате некакви болки во колковите, не треба да си ги припишувате на времето или на ова или на она, туку треба да се јавите. Што би се можеле, Златко, е сосема накратко да значат тие болки во колковите? Тие болки во колковите би можеле да значат едноставно само некој мал процес на дегенеративен процес, да речеме, кој што може да се реши со медикаментозна и физикална терапија. Но може да значат и болки кои што треба нешто што треба да се третира пред да се случи некој поголем проблем. Дефинитивно не треба да се занемари тоа нешто, туку треба да се отиде на доктор, ортопед, да се направи еден добар преглед или на физијатар, за да сето тоа испадне на крај добар приказна, за да немаат пациентите проблеми во анатомичниот тек на животот. Така. Ти благодарам многу и верувам дека и тоа како ги потсетивме гледачите, кои што верувам дека се пак и повозрасна публика која не гледа од рано наутро. Не ја занемарувајте ни една болка која ќе се појави, туку веднаш побарајте совет, помош од вашиот матичен лекар да ве упади токму таму каде што треба. Благодарам и со задоволство и следен пат ќе коментираме на некоја тема која ја досега. Ви благодарам, би сакал само уште нешто. Сите пациенти кои што имаат поставено ендопротеза на колк, нивната опоравување, нивната рехабилитација не завршува со опоравувањето во амбулантскиот дел. Значи, после опоравување во амбулантскиот дел, тие мора да продолжат да работат физикални терапии, вежби. Секој може да најде пола сат до 45 минути во домашни услови, да ги изработи тие вежби што ние му ги препорачуваме, за да остане до крајот на животот во подобра кондиција. Не само што може, би требало и мора да ги прават тие, затоа што, како што рековте, не е се само таму во амбулантскиот дел. Благодарност уште еднаш, Одиме понатаму. Го погледнавте, забележавте снегот на планиниве?
Да, и навистина се уште е шокантно за мене. Шокантно, па тука сакам да се надоврзам за времето. Само што кажа, нели се препишуваме некогаш на промената на времето. Не знам дали разговаравте, но дали навистина многу влијае врз оние лица кои што чувствуваат некакви било какви последици и зошто е тоа така? Многу од пациентите ни кажуваат дека тоа навистина влијае на нив. Јас најверојатно се уште сум млад, па не сум осетил на мене дека тоа влијае, така да му верувам. Медицински гледна точка не докажано е дека времето влијае на. Тоа е само оправдување. Оправдување, добро. Ви благодарам исто и јас многу. Ви благодарам на прашањето. Секако и за одговорот исто така.